Многу лошо, затоа што 35 години работам во пошта, многу лошо. Имав чувство дека дел од мене се... Извинете. Меѓутоа, секоја гледам дека нема човечки жртви, малку се смирувам. У моментот беше страшно. Ова е прозорецот од канцеларијата на Тодорка Савова, жената која ја спасува од пожарот во Македонски пошти. Малку беше панично во почетокот, за 5 минути се деси голема. Мислев дека ќе можам да излезам надвор од ходникот, меѓутоа толку многу чат имаше што не се осуди да излезам и застанав на прозор, мислев дека најбезбедно ќе бидам тука. Кој ви помогна после, што се случи? Доле имаше собрани вработени што излегоа, што се спасиле на време и од T-Mobile, имаше на колите скали, луѓето помогнаа, додека во исто време дојде и пожарната, така да безбедно се симнав, меѓутоа беше страшно, страшно беше. Во поштата се одвивала вистинска драма. На помош дошле сите, гасели, шофери и директори, па и оние кои не биле на работа. Како овој човек од обезбедувањето кој го познавал теренот и рамо до рамо гаснел со пожарникарите. Јас слушнав од медиумите, видов на медиумите дека пожарот во пошта и запалив кола, дојдов овде, пошто тука работам 17 години, добро го знам објектот и дадов некои инструкции на пожарникарите и на вработените тука како треба да реагираат. И пожарот беше, мислам дека беше добро локализиран и за брзо време изгаснат. Сите првпат во својот живот сведочеле пожар и ги гледале пожарникарите во акција. Мислам дека се храбри момци и секоја чест. Мислам дека не е нивната работа лесна воопшто. Им се воодушевувам на тие луѓе затоа што во такви моменти само човек треба да биде свесен дека има некој позади некој, да се десат такви работи, дека има некој што се грижи за нас. Но кои се храбрите луѓе на кои можеме да сметаме? Нова дојде во пожарната токму кога главниот командир ги фалеше своите помлади колеги за сработеното во случајот пошта. Опредно се опредија и на чело со мене влегал внатре. Јавна похвала на колегата Гимовски Дар. Тоа каже што значи и што се сака и што ја сака и што треба да биде. Одделот извршена работа за ваша пожарникари изврши. Дарко Илиевски, еден од најмладите пожарникари, оној кој го пофалија за исклучителна храброст и посветеност. Да, значи нашата работа е доста хумана и тешка работа. Само на таа ситуација ме натера да дојдам и да им помогнам на останатите колеги. Просечните плати на младите луѓе кои сакаат да се вложат во оваа стресна и опасна работа се околу 200 евра. Со дневници растат и до 17.000 месечно. Некаква просечна плата на пожарникар, дури со искуство над 20 години, нашите соговорници велат дека е околу 22 до 23.000 денари. Нивните колеги во Европската унија, например, земаат просечна плата од околу 30.000 евра годишно, без дневници и дополнителна работа. Постарите велат, знаеме, слушаме, ама тоа е. Почнуваш и се навлекуваш на работата. Активно сум 23 години. 23? Да, 23 години. Што ве тера да останете во професијата? Толку време сте останале? Иако знаеме дека не е најдоходовната работа. Па точно дека не е најдоходовна, ама тоа е една хумана професија, една доста опасна професија. Тоа учевме и средно и виша техничка школа во Нови Сад, така да се определиме за таа служба и ја засакаш и. Кога починал нивни колега, семејството од осигурувањето добило само 240.000 денари. Друг пожарникар за повреда на прст добил околу 200 евра. Скромно платени и уште поскромно осигурани, но ова тебе се увери дека овие луѓе на вистина работат со љубов. Како младиот Илиевски кој покрај днината со скромна плата, својот живот го гледа во оваа служба и ниедна друга. Нашата хуманост, значи оваа работа што ја нуди оваа служба, ме тера да бидам и млад пожарникар, сакам да помогам на луѓето. Понекогаш има големи несреќи, понекогаш мали, а понекогаш лажни аларми. Но овие луѓе секогаш се подготвени за терен.
улицата на кои граѓаните како Тодорка можат да сметаат. Можеби една од ретките професии во земјата која се уште борбено го чува својот углед за малку пари, со висок ризик, но големо срце.